Одложувањето на датумот за преговори на Северна Македонија му штети на кредибилитетот на Европската унија, вели Мајкл Халцел од Школата за напредни меѓународни студии на Универзитетот Џонс Хопкинс во Вашингтон. I think North Macedonia has become in a sense a victim of internal EU politics. Мислам дека Северна Македонија на некој начин стана жртва на внатрешната политика на ЕУ. Некои влади почнаа да се наклонуваат на десно, некој се лути на Унијата. Источна Европа не зеде ниту една од 4 лидерски позиции кои ЕУ ќе ги има во наредната влада. Тоа предизвика многу гнев. Халцел вели дека државата е жртва на игрите на моќ во Брисел, но добра вест според него е што сепак повеќето држави се согласуваат со отварањето преговори. Only two, as far as I know, the Netherlands and France blocked it. Само две држави досега, Холандија и Франција, ја блокираа. 27 или 28 држави, зависно што ќе се случи со Брекзит, мислам дека нема да треба многу да се убедат. Германската канцеларка Ангела Меркел, која се уште е највлијателен лидер во Европа, излезе со силна поддршка за Северна Македонија. Тој очекува во октомври државата да добие датум за преговори. На прашањето дали треба да оди во пакет со Албанија, рече не. Every country should be judged according to what it has accomplished. Мислам дека секоја држава треба да биде оценувана индивидуално, според она што го има исполнето. Се надевам дека и Северна Македонија и Албанија ќе може да ги почнат преговорите во октомври. Но ако Албанија не е подготвена, а проценката е дека Северна Македонија е подготвена, тогаш таа треба да ги почне преговорите. Вели дека САД остануваат голем пријател на државата, очекува поддршката да ја покаже и Сенатот, кој треба да гласа за НАТО протоколот. We've sent one of our very best diplomats, Kate Burns. Испративме еден од нашите најдобри дипломати, Кейт Брнс, за нов амбасадор на Северна Македонија. Тоа е знак за голема поддршка. Државата има многу пријатели во Конгресот. Не е важно дали Сенатот ќе гласа за протоколот за влез во НАТО во декември 2019 или во февруари 2020. Важно е да се заврши. Очекувам дека ќе биде со максимално мнозинство, како што беше случајот со Црна Гора. Халцел вели дека Русија и натаму ќе има влијание независно од евроинтегративниот процес на државата. Тој исто така е убеден и дека новиот премиер на Грција Мицотакис ќе го почитува договорот од Преспа поради сопствен меѓународен имидж.